Денес повторно ќе ви подготвам пилешка. Денешниот рецепт го нареков полнето пилешко и е малку различна варијанта од она што можете стандардно да го исконзумирате дома. Ќе наполниме пилешко заради тоа што пилешкото нуди безброј можности како да го подготвите, а никогаш да не биде досадно. Пилешкиот протеин е најнемасното месо кое може да го исконзумирате, многу спортисти го конзумираат или секогаш кога сакате да изгубите тежина. Јас денеска нема да ви понудам за жал рецепт кој ќе ви помогне да изгубите тежина, ќе направиме покалорична верзија, но многу е вкусна. Идејата за ваквото полнење ми дојде од оние увијачи каде што ставаме најчесто карпарче кашкавал, па некоја сланина можеби, односно го мотаме во пилешкото месо. Си помислив зошто да не направам каде што пилешкото ќе ми биде основа, како тесто за пица на пример, можеби, и ето згора да направам некоја крем салата со која ќе го наполнам пилешкото и ќе го ставам да се пече. Состојките кои ќе ги употребам во заполнењето се такви, така што кашкавалот и пармезанот ќе се растопат и ќе ја стегнат целата полненица која ќе ја спремиме. Шери доматите ќе бидат тој благоњав сос, вкус кој ќе даде дополнителна димензија, а ќе ставам и варени јајца. Не знам зошто кога го пробав без варени јајца, ми беше некако некомплетен, со варените јајца ми дојде баш совршенство. И секако Витанес. Денешниот рецепт ќе биде инспириран од Витанес на витаминка. Имам 2 парчиња стек. Многу е важно за оваа постапка да бидат тенки парчињата стек. Размислете, ставаме една тепсија, така, од озгора ќе го ставиме пилешкото и ќе му ставиме еден куп сос. Така потешко додека топлината на рерната продрие во сосот, па во самото пилешко може да го остави несварено и да не биде така симпатично и вкусно. Затоа јас ќе го направам на најтенко можно за да се сготви само топлината од оздола, бидејќи горе ќе има куп од полненицата која ќе ја подготвиме. Само да ја уклучам рерната, секако рерната на горење, ќе ја ставам на вентилатор овој пат. 220 степени да се загрее додека го подготвам пилешкото. Имам 2 парчиња стек. Прво да си го наострам ножот, заради тоа што треба ми биде баш остар, за да ми заврши работа, да можам лесни филети да извадам од пилешкото. Имам мојот помошникот Карес, кој секогаш ми ги држи ножевите остри. Не знам како ми стана овој омилен нож, ама ми стана омилен нож. Имам многу ножеви, навистина многу ножеви, обожавам различни ножеви. Го наострив ножот и ќе се обидам да го исфилетирам. Внимавајте кога го користите острачот на Карес, ги прави ама жилет ножевите и внимавајте на вашите раце. И мислам дека можам да извадам уште една филета. Ќе ги исчукам. Малку само прво да го навлажнам. Само малку, за уште повеќе да ги сплоснам, а и малку да го разбијам протеинот за полесно да навлезе температурата од рерната. Треба да се навистина тенки. Секогаш кога имам некои вакви кованици од рецепти, испаѓаат најубавите јадења, верувајте или не. Целата идеја ми дојде од брускетите. Не знам дали се сеќавате, ви направив еднаш топинг на брускети, каде што кремастата салата која користиме по слави, ја искористив за да го направам топингот на брускетите и тя бе од најубавите брускети кои сум ги пробала до сега, така и овој пат се инспирирав баш од полнењето со крем салата и верувајте, вкусот е неверојатен. Стековите ги исчукавме, 5 парчиња излегоа, ќе ги посолам од двете страни. Слоевито засолувајте ги, работите и рецептите кога правите слоевито храна. Замислете да биде глуткаво и незачинето,
парчето месо доздола, дозгора да имате убава зачината полненица, затоа секогаш искористете сол кога засолувате нешто ауди во слоеви. Бибер. Убаво на сите парчиња. И масло. Ќе ги премачкаме сите стекови со масло. И ја имам преубавата тава на карес. Ќе ставам фолија за печење, хартија за печење, за да не ми се залепат стековите. Ставам фолија заради тоа што сакам да не си ја уништам искрено мојата прекрасна тава. Тоа е број 1, заради тоа што ако се залепи стекото доздола ќе мора малку да загребете, а второ заради тоа што хартијата доздола ствара малку вакуум кога ќе ги наполниме пилешките и малце ќе дозволи поубаво да се испече пилешкото. Наредете ги на страна, одвоени еден од друг, заради тоа што згора ќе ставиме куп од полнењето. Убаво намастени. И последното само да направам место. Да расчистам и се гледаме за кратко. Додека стековите малку се маринираат и почнуваат да ги добиваат сите вкусови од маслото и да се активираат, ќе го подготвиме полнењето. За ова полнење јас одлучив да ставам еден цел кромит. Кромитот ќе го исечам многу тенко на полумесечинки, заради тоа што сакам да се појави како мали нишки, а кромидот има своја природна блажина во себе и ќе биде благиот дел од сосот, а тие мали нишки кои ќе излезат ќе се потпечат, ќе се карамелизираат и ќе имаме баш убав додаток. Значи еден цел кромит на полумесечинки. Убаво раситнете го, за да биде баш на нишки. Ќе го префрлиме во садот каде што ќе го направиме полнењето. Следно што ќе додадеме ќе бидат рендани јајца. Имам две рендани јајца. Јајцата ги ставам од две причини. Првата е заради тоа што ќе користам мајонез како основа. Мајонезот се прави од јајца и сакам да ми бидат искомбинирани вкусовите. Втората е заради тоа што сакам горниот слој, односно полнењето, да има вкус на онаа оминена салата, ако се сеќавате што ви ја покажав, која ја прави мајка ми, и е компир салата. Тој вкус ми е толку автентичен и се обидов тука да го рекреирам. Со тоа што наместо сирењето кое го ставам во таа салата, ќе употребам кашкавал и пармезан. Значи две јајца, изрендајте ги во кромидот, се ставаме внатре, заради тоа што ќе направиме вид на салата. Можеби, не знам, не пробав дали тоа може баш да се конзумира без и да се искористи врз пилешките стекови, но пробајте го вака, мислам дека ќе биде баш полн погодок. Две јајца изрендани. Трудете се се што ќе ставите внатре да биде приближно слична големина. Имам околу 7-8 шери домати, ќе ги исечкам на малецки полумесечинки. Тие ќе бидат сосот во полнењето и бојата. Секогаш играјте се со сите оние рецепти за полнење. Нашата кујна баш изобилува со рецепти каде што имаме полнети пиперки, тиквици, сарми, најразлични техники кои со години и со цел живот сме ги конзумирале и биле дел од нашите трпези. Дајте си малку простор да експериментирајте. Користете ги најразличните полненици, а при тоа менувајте ги состојките.
кога ќе ги пробате различните состојки, можеби ќе најдете некој рецепт кој ви се допаѓа и е различно подготвен. Така во суштина јас ги креирам сите рецепти користејќи ги сите оние добро познати техники, а само ги менувам состојките внатре додека не дадам до совршениот баланс. Имам рендан пармезан и рендан кашкавал. Ќе ги префрлам. Убаво ќе измешам за да ги соединам сите состојки. Да имам одцепо малку на сите страни. И ќе ставам 3 лажици витанес. За да можам да направам убава и густа смеса. Направете како што би правеле крем салата, значи треба буквално да притиснете за целото полнење да мајонезот во случајов да се залепи за сите состојки кои ги ставивме. Ќе ставам малку сол, иако солен е кашкавалот внатре, бибер. Уште еднаш промешајте. Тука ми останало, нема смисла да се фрли. И тоа е тоа. Полнењето, внимателно, ќе го ставам врз стековите и ќе притиснам од озгора. Натре ставивме многу кашкавал, односно пармезан и кашкавал. Тоа ќе помогне да се задржи целата структура на полнењето од озгора и ќе се растече, ќе се разлее. Витанезот во себе содржи масло. Не знам дали знаете како се прави витанез. Се прави од јајца и со малку оцет и постепено додавање на масло, секако брилијант. Никогаш ќе направиме баш домашен, но витанезот мислам дека ја има баш совршената комбинација за убав намаз. Убаво притиснете, за да се задржи на површината. Кромидот ќе се потпече, ќе дзирне малце. И баш ќе имате една чудо изненадување во полнењето. На крајот насичкајте нешто зелено, копар, Макдоналдс или било што сакате да го конзумирате или само да дадете еден куп рукола. Ставете малку брилијант маслиново и може да биде баш цел оброк. Баш ќе биде многу декоративно. Знам дека ќе ви се допадне на крајот како изгледа. Оставам целото полнење. И оди во рерна. Ќе се пече на 220 степени околу 25 до 30 минути. Ќе забележите дека е готово кога стекот од целата своја обиколка ќе направи малку запечен слој, односно ќе има карамеласта боја, внатре ќе биде бел, секако, но тоа е знак дека стекот е веќе готов и одозгора целото полнење ќе биде веќе растопено, малите парченца од кромит ќе бидат подпечени на врвовите, а ќе имате една прекрасна и убава како пица, можеби. Одат во рерна, секогаш во загреана рерна. И се гледаме со салатата од пченка, која сметам дека е одличен прилог со ова. Пилешкото со полнењето се пече во рерна. Кога ќе се пече, ќе очекувате тоа малку да се разлее. Но нема да се грижите, нема да остане како целосна грудка до згора, ама ќе може убаво да го исечеме од околу и да направиме пасирањето ќе подгори од страните и кашкавалот ќе биде совршен. Мислам дека такво едно убаво полнето пилешко заслужува една салата.
Не знам зошто, но денеска сметам дека ми одговара пченка салата. Не сме ја употребували, мислам дека не сум ви покажала многу рецепти каде што пченката ми е основа за некаква салата. Имам обична шекерец пченка која е замрзната, па одмрзната, значи може да ја купите во маркетите или да ја порачате од пакет МК. Имаат совршен оддел каде што може да порачате замрзнати работи, доаѓаат многу фино спакувани во кеси кои се со отпорни на температура, така што доаѓаат тотално не одмрзнато се што ќе порачате. И за да ги споиме вкусовите кои ги употребивме секаде, ќе ставам пченка како основа. Пченката многу лесно може да ја одмрзнете, значи кога ќе ја земете од кесата кога ќе отворите, само ставете ја под малку вода во цедалка, пуштате со обична вода, ладна вода да тече врз нејза и таа брзо ќе се отпушти бидејќи во основа е полна со вода. Внатре ќе ставам кромит на коцки заради тоа што сакам да ми се врзат вкусовите. Овој пат имам црвен кромит, ќе ставам половина за оваа количина. Ќе исечкам на коцки, заради тоа што сакам да биде исто, парченцата да бидат исти како пченката. Многу ги сакам овие салати кои се јадат буквално со лажица. Знам и како оброк, значи сами со себе да ги конзумирам како оброк, затоа што се богати со вкусови. Префрлам во пченката. Пишувајте ми често, многу често ве читам тоа што ми го давате како предлог. Не знам дали се забележувате оние кои чиј совети ги користам. Имам некои редовни гледачки кои многу несебично делат совети со мене и рецепти за сето она што може да ми представува и мене инспирација. Сигурно знаете дека за да подготвам емисија морам да експериментирам во текот на неделата. Некои рецепти се оригинално мои, ги подготвувам многу често, но некои знам да ги создадам само за потребата на емисијата и треба да истражувам додека тоа го правам, така да ви благодарам за целото внимание кое ми го посветувате и ми праќате многу симпатични рецепти, некои се многу сложени, посебно благите кои ми ги праќате. Така да секогаш подготнувам кога ќе испратите нешто сложено, но инспирација сте ми за да создадам нешто. Меѓу следните емисии ќе планирам да ви го направам рецептот кој една гледачка ни го испрати со јаболко и со гриз, многу симпатичен вкус има, го подготвив, многу е убав, навистина. Но искрено ми годи вниманието кое ми го давате и со вниманието со кое ме следите и веќе ми го имате фатано сензибилитетот и сето она што ми лежи како рецепт. Знам дека сето она што ми го нудите, повеќето рецепти се баш мој фах, би рекла. Ставив шери домати, ги сечам на четвртинки, заради тоа што сакам да бидат мали залчиња. Се ќе биде малецко во оваа салата, за да може дури со лажица да се конзумира. Ќе промешам за се да се соедини. Имам авокадо, убаво и зрело авокадо. Секогаш кога користите салати, кога правите салати, користите авокадо во салатите, гледате да биде баш убаво созреано. Тоа може да го проверите со држката и со притисок, доколку прстот малку навлегува, како тесто кога би провериле, тогаш значи дека авокадото е веќе зрело за конзумирање. И во салати, во некоја од следните емисии планирам да ви подготвам тесто кое се прави од авокадо. Авокадото има многу масни киселини во себе и е масно во основа, што ако направите пире, овозможува да создадете убав рецепт, односно со самото авокадо може да направите основа за пита, за тарт можеби. Баш е многу вкусно, многу интересен, интензивен вкус, има убава резеда боја целото јадење. Имам една лимета која ќе искористам за сосот, но претходно
ќе го прелеам авокадото со лимета, само заради тоа што сакам да ја задржи својата боја. Ќе го исечкам на коцки, исто така. Се на коцки овој пат. И последно што ни остана да направиме е сосот. Овој пат сосот ќе го направам начин на кој веројатно многу често сум ви го подготвила. Имам мојот шеќер за правење сосови. Секој сос има внатре масло, киселина, во случајов ќе биде лимета, и јас она што секогаш сакам да го ставам во сосови, не знам дали го применувате, како совет е нешто благо. Една блага жичка во позадина која ги интензивира вкусовите и го нагласува соленото. Овој пат ќе употребам маслиново брилијант масло. Ставете, не знам, неколку лажици за да биде доволно за оваа количина. Внатре ќе ставам лимета. Тоа е сокот лимета. Лиметата има малце поинтензивен, односно поостар вкус од лимонот. Слични се, но има поизразена киселост. Ставете го сокот внатре. Внатре ќе ставам мед. Овој пат нема да ставам шеќер, туку ќе ставам мед. Ќе се спојат феноменално. И за да ги спојам малку вкусовите, ќе ставам половина лажичка витанес, само за да ми се појави како нишка во позадина, малку, како зачин. Топчата внатре, убаво затвората и протресете. Бидејќи се работи за салата која е на коцкички, јас преферирам таквите салати директно да ги посолам, односно за да можам да ставам сол и убаво да размешам, за разлика од оние кои се направени од парчиња поголеми. Тие салати најчесто сакам да ставам солта и биберот во сосот, во дресингот. Но ваквите што се на коцкички, преферирам баш вака да ги засолувам. Црн бибер, секако на витаминка. И ставете од дресинг сосот. Убаво по целата салата. Ќе ја измешаме, ќе го извадиме пилешкото и се гледаме за кратко. Полнитото пилешко е готово. Не знам, само сакам да ви покажам како изгледа и како да го очекувате во тава. Еве, како изгледа. Значи, целосно полнењето си има разлеано по тавата, но многу лесно, доколку се обидете да го изсервирате, значи, може да го подигнете и да го ставите на чинија. Јас му направив еден кревет од убава марула, го сервирав пилешкото дозгоре и ускористив калап за да ја направам во форма мојата салата од пченка. На крајот ќе ставам свеж зачин, заради тоа што ми фали убавина и малку поспецифичен мирис. Ќе ставам копар, свеж копар, едно гранче, две. И убаво наросете го врз пилешката. Бидејќи денеска не ви подготвив
десерт, а ми фали десерт во моментот, витаминка се погрежи. Секогаш да имам десерт кога ќе сум мрзлива да го направам. Овочен коктейл, многу практично, многу практичен, буквално десерт за секој дом, посебно во овој период кога сме на пост и кога се христијанските пости за Великден. Јас само ќе се обидам без да направам ситуација да го сервирам моите чиливчиња. Ова е екзотичниот, односно тропикал компот. А имате и компотот праски, мислам имате најразлични во нивната програма. Мислам дека совршено, заради тоа што е на парченца, одговара во оваа комбинација. И тоа беше се за денес. Се надевам дека ви се допадна, не беше нешто поспецифично можеби, но беше ручек или вечера. Лесно се подготвува и може брзо да го подготвите секогаш кога немате идеја што да подготвите. Вкусно е, сирењасто е, полно со кашкавали и убави вкусови и се надевам дека ќе му дадете шанса. Јас ќе бидам јутре тука за да создадам и ви понудам различни менија и рецепти кои може да бидат дел од вашата кујна во периодот што следи. Вие следете на нашите профили, секогаш сме инспиративни и следете го нашиот YouTube канал. Таму ги ставаме сите епизоди кои сте ги пропуштиле или нешто што сакате да го видите. До тогаш останете ми добро и се гледаме веќе утре со нови рецепти.